Благодарам, председателке. Еве денес и на Законодавно-правната комисија го разгледуваме Законот за парнична постапка, кој што представува целосно нов закон, односно не е дополнување измени. Тоа е за поздравување од овој аспект, бидејќи мораме некогаш да кажеме дека во одреден момент односење на измени и дополнување одредени законски решенија треба да добијат целосно ново законско решение за да нивната имплементација и примена биде поедноставна за сите оние кои што треба да го применуваат. Во однос на Законот за парнична постапка, Законот за парнична постапка како процесен закон е еден од најсуштествените закони во однос на експедитивноста и ефикасноста и на судовите, а секако и на остварување на правдата, но примената на овие законски решенија зависи од многу чинители. Во однос на самите измени кои што ги имате предвидено овде, односно дополнување на основното законско решение во вид на нов предлог законски текст, се однесуваат, има измени во неколку членови и усогласување со директивите и регулативите, но вака законско решение како Законот за парнична постапка, кој е суштествен за сите постапки во судовите, се носи, според мене, во една постапка во која што сепак се надмудруваме кој побрзо ќе го донесе. Зошто го велам овака? Бидејќи точно дека има одредени усогласувања со регулативи и директиви, но начинот на кој што беше избоксуван на Комисијата за европски прашања, а има ставено европско знаменце, за да може да се ограничат оние рокови на дебатирање и разгледување на вакви законски решенија, се токму анулирани со европското знаменце. Што тоа значи? Сакам да потенцирам една контрадикторност која што ја кажа представникот. Кажа дека е во согласност со сите засегнати странки, во една широка дебата, во една широка расправа, меѓутоа немаме ниту едно такво предочено мислење. Еве, како пратеници го замолуваме како представник на Министерството за правда да ни предочи какви забелешки има од страна на коморите, зашто станува збор од страна на судовите, на самите оние кои што го пременуваат, од судиите, од комората на адвокатската комора, нотарската комора, комората на извршители, значи од засегнатата фела дали имаат одредени консултации и да ги предочат што од тоа е инкорпорирано, што е прифатливо, што не е. Ова повторно го потенцирам бидејќи се коси со начинот на кој што му се става европското знаменце за да се ограничат оние 3 дена на расправа на самото предлог законско решение. Ако го видиме како процесен закон, еден од неколкуте процесни закони во државата по кој што се постапува пред сите надлежни органи, во конкретниот момент пред судовите, со Законот за парнична постапка, ние зборуваме за една тема, за еден закон кој што мораме во детали да го усогласиме со сите оние кои што треба да го применуваат. Потенцирав дека е добро што е ново предлог законско решение, не се оди со измени и дополнување, за да може неговата примена да биде многу полесна и поедноставна за сите оние кои што треба да го применуваат. Но се косат изјавите дека е во широка дебата и консултација со сите чинители, а се прибегнува кон она ограничување од 3 дена. Која е потребата од ограничување на вакви предлог законски решенија да се ограничуваме на начинот на кој што се поставуваат? Затоа и во самите законски одредби кои што ги имаме одредби кои што го подобруваат текстот секако. Се согласувам и со тоа. Имаме неколку недоумици кои што можеби е добро да ни ги предочи, односно да ни ги дообјасни представникот, дали представуваат некоја од забелешките на самите оние кои што ќе ги пременуваат или се од експертите кои што ги изготвуваат ваквите законски решенија, а под превезот на тоа дека се усогласуваат со позитивното законско право на Европската унија. Имено, една од добрите одредби кои што можеме да кажеме дека се дополнуваат во новиот предлог законско решение токму во она што во врска со полномошниците кои што можат да застапуваат и во вонредни правни лекови, меѓутоа имаме една недоумица која сакам да ја
расчистиме и овде да ја образложи во рамките на неговите можности самиот представник на владата, односно на Министерството. Во однос на доставување на писмената или разгледување на списите. Многу знаеме дека најголемите пропуштања на роковите и доведување до релативни и апсолутни застареност на одредени предмети, за кои што сакаат оние кои што ги водат предметите да ги застарат, се повикуваат на овој дел. Во однос на одлагање на рочиштата и секако преку уредна, односно неуредна достава, што е еден од клучните елементи за отпочнување на секое процесно действие понатаму. Со неможност да се достави самата достава, со неможност да истата биде благовремено повратена, да имаме ситуации во кои што се наоѓаме, односно за да имаме недоверба од граѓаните, истите не се осудуваат да пристапат кон парници, односно дали парнична или вонпарнична постапка пред судовите, токму од овие постапки кои што лавиринтите ги наведуваат во самите судови и оние кои што треба да го применуваат ги искористуваат сите овие законски аномалии или, да кажеме, правни празнини. Барам ако може представникот да го дообјасни начинот на доставување, бидејќи според старото законско решение гледаме дека имаше сосем друг начин и постапки на доставување. Сега, со новото предлог законско решение, се предвидува, вели вака, во членот 125, писмената се доставуваат по пошта, правно лице регистрирано за давање на поштенски услуги, тоа значи дека секое правно лице што ќе биде регистрирано може да доставува, преку квалификувана електронска препорачена достава, во натамошниот текст електронска достава, преку службено лице на судот, непосредно во судот, преку нотар, извршител или друго лице определено со закон. Имаме ли некоја посебна класификација која е тоа друго лице определено со закон? И во ставот 2 се потврдува лицето што го врши доставувањето е должно на барањето на лицето на кое му се врши доставувањето да го докаже својството на лице за овластено доставување. Тоа си е легитимна постапка за да може да биде сигурен оној на кого се однесува доставата, да може самиот да се утврди, да си потврди кој му го доставува ова писмено и за што станува збор. Во однос на овој член барам до објаснување, бидејќи секако се соочувавме, односно се соочуваа самите доставувачи со проблеми од типот не е најден дома, не може да му се достави, па со подпис од самиот доставувач, па потоа не се признаваше доставата и секогаш, потенцирам, се одолговлекуваа овие постапки на штета на оние кои што треба да дојдат до правдата, а на благо кажано бенефит на оние кои што гледат да ја избегнат, односно да ги зацкријат своите долгови или било која друга парнична постапка за што се однесува. Затоа, да не имаме недоумици, барам да ми го дообјасни ова самиот представник. Во однос на трошоците на постапката, една од постапките можеби сега треба да разговараме, пак ќе потенцирам дали некоја од коморите има потенцирано, дали со стручната фела со кој што е разговарано, бидејќи знаеме дека правдата е скапа работа. Така да, многу од граѓаните, најголемиот дел, поради недовербата и големите трошоци, кои што ги имаат, се одвраќаат од посегнување кон барање на правдата, бидејќи знаат дека нема да дојдат до тоа што го бараат. Сега, еден од клучните елементи е уплата, односно уплаќање на трошоците за постапката. Доколку не се уплатат навремено, истата се смета како неуредна, односно се отфрла целокупното тужбено барање. Можеби во дадениот момент ова со новото предлог законско решение единствено што посочувате е дека ќе се префрлаат оние кои што не можат да ги подмират овие трошоци на законот за бесплатна правна помош. Но од прагматична гледна точка законот за бесплатна правна помош или не функционира или во многу мал дел функционира. Тоа ви го кажувам од практична гледна точка, бидејќи сум имал случаеви за кои што знам дека многу тешко и многу време е потребно за да се дојде до самиот елемент на пристапување на овој
по овој закон и остварување на правото на бесплатна правна помош, а со тоа и губење на време и повторно потенцирам поминување на одредени рокови за самата странка. Затоа мора покрај наведувањето овде само на Законот за бесплатна правна помош, јасно и децидно, во согласност со овие одредби, да се одредат и одредени процедури на постапување согласно Законот за бесплатна правна помош, меѓутоа да има и санкционирање за оние кои што ја избегнуваат примената на Законот за бесплатна правна помош, бидејќи е во корелација со Законот за парнична постапка. Внимавајте, од непостапување во една друга постапка, каде што граѓаните кои што не можат да ги подмират овие трошоци, треба да се обратат најпрво согласно Законот за бесплатна правна помош, после да пристапат кон остварување на нивните права. Затоа потенцирав дали овде имаме планирано некои измени во Законот за бесплатна правна помош, на што се однесуваат тие, кои граѓани ќе ги опфаќаат дополнително, ако имаме одредени категории дополнителни граѓани кои ќе бидат опфатени во однос, бидејќи самите законски решенија се жива материја. Мора да претрпат и измени во однос на приходите, во однос на семејните состојби и сите оние кои што ќе ги опфаќаат, односно ќе можат да ги користат овие права, бидејќи од ден на ден се менуваат состојбите и во однос на просечните плати и во однос на примањата. Затоа да можеме да бидеме на чисто да повторно потенцирам од прагматична гледна точка да се примени овој закон соодветно, бидејќи конкретизирав, бидејќи со новото предлог законско решение ослободувањето од плаќање на трошоци на постапката е нормирано единствено во еден став и сето друго се префрла на Законот за бесплатна правна помош, додека во актуелното законско решение кое што беше, односно Законот за парнична постапка кој е на сила, ќе беше нормирано и беа ставени одредени постапки како се доаѓа до ова бесплатна правна помош, а овде е одредено само во еден став и вели во членот 167 правото на ослободување од плаќање на трошоци на постапката и правото на стручна правна помош странката го остварува согласно законот со кој се уредува бесплатната правна помош. Тоа сакав да го потенцирам, за да не се доведеме во состојба на ограничување на остварување на правото и правдата за оние кои што се немокни да си ги остварат овие права поради финансиски аспект, а сето ова доведува, повторно потенцирам, и за доверба, односно недоверба во судството од 92%. Сите граѓани кои што пристапуваат, скептично пристапуваат кон остварување на своите права кои што ги засегаат. Затоа апелирам и барам она што може во рамките на неговите надлежности да го објасни представникот и уште еднаш со кого е разговарано, која фела е опфатена и дали има конкретни официјални состаноци, забелешки, јавни расправи, на што се однесуваат овие заложби, како што ги рековте, во широка дебата и широки консултации е донесен овој закон. Со кого се овие консултации, кои се конкретни забелешки, доколку можете да ни ги предочите и да можеме да заеднички дополнително ги разгледаме ако имаме одредени забелешки во однос на законското решение. Благодарам.